Човекот чие лице е на американскиот долар, Бенџамин Франклин, еднаш рекол: парите никош не го направиле човекот среќен. Не постои ништо во нивната суштина што предизвикува среќа. Колку повеќе некој има пари, толку повеќе истиот човек сака пари. Има одредена вистина во ова тврдење кое е подкрепено од научни истражувања. Пред се имањето пари секако ќе те направи посреќен од немањето пари, но многу истражувања демонстрирале корелација помеѓу богатство и дарежливост. Накратко може да се каже дека колку си побогат, толку си помалку дарежлив. А ова е битен пронајдок затоа што дарежливоста се покажава дека помага за генералната благосостојба без разлика на културата, социјалниот статус и богатството. Кога некој лик во било кој филм ќе биде лошо повреден и донесен во болница, ова е многу честа сцена. Let's go again. 360. Charging. All clear? Clear. Come on. Still no pulse. Обично оди вака, се губи ритмот, докторот држи две нешта, викаат спремно, пациентот го подигнува горниот дел од телото, драматичен момент без диалог, хокус покус и вуаля, пациентот е вратен во живот. Ова е се само не вистинска и точна изведба на дефибрилација. Затоа што дефибрилаторот не е и не може да биде користен за да се врати срцевиот ритм ако срцето престанало да чука. Затоа служи CPR. Дефибрилаторот всушност ќе го направи спротивното и ќе го запре срцебиењето. Тој вирот е користен за да се спроведе регуларно срцебиење кај пациенти со забрзано срцебиење, односно фибрилација. Фибрилација е кога срцето почнува да чука забрзано, а тоа се вика аритмија. И затоа дефибрилаторот се користи да се превенира фибрилирање. Ах, овие медицински изрази. Во Британија постои ројална палата наречена Лондонска кула. Летајќи и уживајќи во нејзините дворци, може да се види оваа група на гаврани. За да се спречи да избегаат, чуварите им скратуваат криљата на овие 6 гаврани и додека тие во дивината би живееле некаде до 15 години, овие затворенички гаврани може да живеат дури до 40 години. Тоа е интересно, но зашто баш група на гаврани се чува во оваа кралска палата во Британија? Затоа што тие имаат магични моќи кои спречуваат кулата, круната и целата Британија од распаѓање. Според фолклорот и предавнината најмалку 6 гаврани се фундаментални и витални за долгогодишниот просперитет на цела британска култура. Како е тоа возможно? Па знаете, логиката и не е баш употребена во суеверија. Да кажем дека гавраните се криптонитот на британците, но наместо да фрлате камчиња кон Супермен, се што треба да се направи е да ги изфрлите гавраните од државата. За време на Втората светска војна еден осамен гавран останал како единствен заштитник на Британија, кога останатите 5 гаврани кукавички напуштиле базата. Овој летечки убавец самостојно се спротивставил на нацистите. Зошто Bluetooth технологијата ја нарекуваме Bluetooth, односно плав зап? Па ајде прво да погледнеме во името. Името плав зап е всушност надимак даден на данскиот крал Хералд Гормсон од 10 век. Така да Bluetooth е само англизација на оригиналното скандинавско име Bløtholm. Но зашто баш ова име му било дадено како прекар? Не можеме да бидеме целосно сигурни, но вообичаеното објаснување е дека кралот има многу лоши заби, кои изгледале плави, а плаво исто така може да значи темно во данскиот јазик. Како и да е причината за овој избор да биде име на бежична комуникацијска технологија, заради нешто што кралот го постигнал. Тој успел да сплоти многу самостојни дански племења во едно единствено кралство. Со ова се алудира дека и Bluetooth технологијата го прави истото, со тоа што поврзува многу комуникацијски протоколи во една проста универзална опција. Дали некој сте почувствувале дека телефонот вибрира во џебот, но во реалноста не вибрира? Па тоа се нарекува синдром на фантомско вибрирање. Тоа е форма на тактична халуцинација или нешто што се вика параедолија. Тоа се случува кога моќта на нашите мозоци да препознаат сигнали се буни или греши. Например, карпи или облаци понекогаш може да формираат облици кои нашите мозоци ги распознаваат како нешто друго. Кратер на Марс или смајли фейс? Длабнатини во планината? Или лице во планината? Густи облаци? Или мечка која брка прасе? Ова е параедолија, а мозокот константно ја пребарува околината во потрага на веќе познати облици. Научниците веруваат дека ова се случи кога ќе доживееме лажна вибрација од телефон. Материјалот од вашата облека ја допира вашата кожа или кога се случува некоја мускулна контракција, дразбите во нашиот бутен мускул ја мешаат оваа активност со вибрирањето од телефон.